Крај на мрзнењето и чекањето со часови за фотографирање за нови лични документи. Се менува начинот на работа со кој ќе се забрза процесот. Од среда 14 вработени од МВР ќе сликаат за пасоши во пунктот Пролет, а од понеделник ќе се работи во 2 смени. Со новината која ја воведува министерот Тошковски, тоа всушност ќе значи зголемување на капацитетот од 4 базни станици на 28 во еден ден. Граѓаните кои веќе имаат закажано термин ќе бидат контактирани од економскиот оператор задолжен за тоа и ќе им биде понуден нов термин за многу краток рок. Истовремено, оние ослободени термини добиени при прочестувањето на сите списоци ќе останат на располагање за идни резервации. Покрај ова решение, кое се однесува за Скопјани каде е најголемата гужва за вадење на лични документи, од владата се очекува и решение за оние кои во моментов се во странство. Инаку Тошковски го посети и одделот за изработка на лични документи. Од страна на раководството и вработените во оваа организацијска единица бев запознат со комплетниот процес на изработка на личните документи и заеднички разговаравме за преземање на определени мерки и активности насочени кон подобрување на овој процес, изголемување на капацитетот на изработка и испорака на документите. Кај граѓаните се создаде огромен револт, бидејќи ниту виновни, ниту должни се приморани да вадат нови патни исправи и лични документи со новото уставно име на државата, иако постоечките им се важечки. Според Преспанскиот договор подпишан со соседна Грција, документите на кои пишува Република Македонија важат уште неполна недела, односно до 12 февруари.